Мистеријата на Гобекли Тепе. Неодамна во 1995 година е откриен монолит во Гобекли Тепе и очигледно најголемата мистерија на светот. Кога беше пронајден, се чинеше дека е намерно закопан во песок од причини кои се уште остануваат непознати. Она што е уште почудно е дека датирањето со јаглерод проценува дека локацијата е стара повеќе од 12.000 години. Прецизната резба што се користи за време на изградба е целосно необјаснива. Досега се ископани само 5% од оваа неверојатна локација, сместено на северозападниот раб на Месопотамија во југоисточна Турција. Гобекли Тепе е познат, односно древен вештачки рид изграден од несобраните слоеви од милениуми градење на врвот на урнатините на оние што дошле претходно. На најниско ниво неговата најзначајна градба датира од 10.000 години до 11.000 години пред новата ера, период кој му претходи на воведувањето на пишувањето на металните алатки и тркалото во регионот за 6.000 години. Вооружени само со наједноставна технологија, древните градители користеле камени алатки за да истиснат огромни блокови од варовник во столбови од кои секој тежи од 11 до 22 тони. Тогаш стотици луѓе би работеле заедно таа работа за да ги преместат столбовите некаде од 100 до 500 метри до комплексот. На местото, големите камења биле наредени во кружни прстени од приближно 8 исправени столбови. Секој столб се состои од два камења кои формираат форма на буквата Т. Обично 6 столба поврзани со ниски ѕидови се поставени околу обемот, а два повисоки столба се сместени во центарот. Највисоките столбови достигнуваат висина од 16 метри, а најголемите прстени се со диаметар од 65 метри. До денес на искупувањето се пронајдени речиси 200 столбови. Низ светот и низ времето човекот уживал во градењето големи споменици. За да ви дадеме идеја колку години има Гобекли Тепе, слушнете ја следнава временска рамка. 1644 година од новата ера изградбата на кинескиот зид заврши со вкупна должина поголема од 20.000 километри. Од 1400 до 1600 година од новата ера, моаите на Великденскиот остров биле подигнати. 1372 година од новата ера, кривата кула во Пиза, Италија, била завршена по 200 години изградба. Од 1113 до 1150 година од новата ера, кмерите од Југоисточна Азија го изградиле огромниот храм на Вишну. Анкор Ват 200-та година од новата ера, пирамидата на Сонцето, Теотихуакан, Мексико беше завршена. Во 220-та година од пред нашата ера почна изградбата на кинескиот зид. Во 432 година пред новата ера, апотеозата на античката архитектура, Партенон, беше завршена. Од 3000-та до 1500-та година пред новата ера, пред околу 5000 години, група луди неолитски британци влечеле огромни камења од 4 тони преку 140 милји за да го подигнат Стоунхендж на рамната Солсбери. Од 2550 година до 2580 година пред новата ера завршена е гробницата на фараонот Куфу, големата пирамида во Гиза. Таа остана највисоката вештачка градба до 1311 година, кога беше завршена катедралата Линколн во Англија. Од 4500 година до 2000 година пред новата ера, пред келтите пресекле и поставиле над 3000 камења во Карнак, Франција. Од 9130 година до 8800 година пред новата ера изградени се првите 20 кружни структури во Гобекли Тепе. Гобекли Тепе вонземски докази. Гобекли Тепе, кој всушност е комплекс составен од многу храмови, можеби бил првиот храм во светот направен од човек. Доказите пронајдени на локалитетот покажуваат дека се користел за религиозни цели. Повеќето од столбовите лоцирани таму се на база на буквата Т, високи до 6 метра, и на нив се врежани различни видови животни – бикови, змии, лисици, лавови и така натаму. Најзачудувачки е тоа што некои столбови тежат меѓу 40 и 60 тони, предизвикувајќи шпекулации за тоа како било возможно праисториски луѓе да имаат изградено таков споменик кога се уште не биле измислени основните алатки. Според археологијата, луѓето од таа ера се сметале за несофистицирани ловци.
Важноста на Гобекли Тепе лежи во фактот дека луѓето што живееле таму биле многу понапредни отколку што претходно се замислувало. Застапниците на античката теорија на астронаутите тврдат дека суштествата од друга планета можеле да му помогнат на човештвото во овие древни времиња и да му овозможат да создадат импресивни структури, и не само во Турција, туку и во многу земји ширум светот. Гобекли Тепе менува потполно се, вели Ијан Ходер од Универзитетот Стенфорд. Антички вонземјани. Ако древните вонземјани ја посетиле земјата, дали може да се најдат докази за нивното постоење во мистериозните структури кои се уште стојат низ целиот свет? Необјасниво мегалитски структури пронајдени на различни континенти се неверојатно слични, а сечењето и движењето на масивните камења користени за изградба на овие прекрасни подвизи би било борба за модерната машинерија, а камоли за античкиот човек. Античките теоретичари на астронаути сугерираат дека стојачките камења во Карнак, Франција, се користеле како древен GPS систем за древните летачки машини. Неодамна откриениот Гобекли Тепе во Турција, кој датира пред 12.000 години, има фино излабени столбови кои експертите ги опишуваат како Ноевата арка во камен. Дали е можно вонземјани да му помагаат на примитивниот човек во изградбата на овие необјаснети структури? Ако е така, која била целта на овие големи проекти? Историјата ни е погрешна. Понатаму многу мина предложија дека Гобекли Тепе може да биде дури и храм на библискиот Едем на Битие. Дали е можно тоа што го знаеме за под наводници нецивилизираните и примитивни луѓе и праисториски луѓе да не е воопшто точно? И дали некој намерно ја крие вешто вистината? Дали е можно напредни цивилизации да постоеле пред 6000 години пред новата ера и нивните траги едноставно да се изгубат во времето? Или е можно вонземјаните да се мешале да им помагале на луѓето да градат споменици низ историјата на човештвото? Прашањата се секако привлечни. Човекот се претпоставуваше дека бил примитивен ловец, собирач во времето на изградбата на локациите. Присуството на Гобекли Тепе моментално му претходи на она што науката го научи дека би било од суштинско значење во изградба на нешто на скалата како што се тие структури. Например, локацијата се појавува пред договорените датуми за пронајдоците на уметноста и гравури, дури пред човекот кој работел со метали и керамика, но има докази за сето ова. Па да се запрашаме, кој е одговорен за изградбата на оваа прилична мегалитска локација? Науката е доволно тешко со излегувањето на виделина со Гобекли Тепе. Според научната методологија, вистинската култура не требало да постои во толку далечно време. Обидот да се идентификува кој треба да биде заслужен за овие откритија не е лесна задача, но додека науката е збунета од ова откритие, античките теоретичари за вонземјани немаат проблем да го испорачаат она во што веруваат, дека вонземјани изградиле локацијата. За нив е тоа толку очигледно. Вонземјаните се одговорни за изградбата на Гобекли Тепе, како што се открива се повеќе докази од локалитетот. Некои од нив ги принудуваат археолозите да мислат дека Гобекли Тепе бил намерно закопан, да се сокрие нешто, но што и зошто уште останува нејасно.